Благодарам, почитувана председател. Колега Минов, ви благодарам за оваа реплика. Бидејќи практично вие почнавте да го браните она кое што реално јас него ни нападнав. И иако бев обвинет од страна на колешката Мираковска дека сакам нешто да омаловажам или не знам што, не знам како, јас не започнав со тоа дека Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата можеме ова го ветие уште 2016 година. Социјалдемократскиот сојуз имаше 3 години мнозинство од 80 пратеници во ова собрание, не ги намале судските такси. Така не ја почнав дискусијата јас. Напротив, ја почнав конструктивно, ама тоа се факти. Исто како што е факт, господине Минов, дека пишува вака: предлог закон за изменување и дополнување на законот за судски такси. Таму не пишува за кои судски такси. Секој човек кој што ќе го види ова, дали е правно писмен или е неписмен, прочита изменување и дополнување на закон за судски такси. И секој се пронаоѓа во тој закон, бидејќи не вика во парнична постапка само ќе важи ова. Тоа е, господине Панчо Минов. Секогаш на виделина излегуваат двојните стандарди. Наративот во јавноста е дополнување на закон за судски такси, а реалноста во собранието е намалуваме само парнична. И тоа е суштината која што јас не сакам да имаме овдека селективност. Не сакам да имаме двојни стандарди према граѓаните. Граѓаните не заслужуваат да бидат манипулирани од страна на оние кои што ги гласале и од СДСМ и од другите политички партии. Значи, пак ќе повторам уште еднаш. Добро е да се намалат таксите, добро е секаде да се намалат таксите. Ако сакала владата можела да ги намали и денес, ако сакала владата можела да ги намали овие 3 години кои имала 80 пратеници, али граѓаните мора да им кажеме точно: не е сите судски такси само за одредени, а судовите тоа што си го наплаќаат, ќе продолжат да си го наплаќаат. И тоа е многу честно. Ако тоа го кажевте на почетокот, немаше да имаме 100 контра реплики. Како е? Станете и кажете ми како е.